Решивме да собираме докази дека тоа се случува. Бидејќи како ќе докажеш дека нешто се случува ако немаш докази? А цело време размислувавме како некако тоа да го пријавиме, а да биде безбедно, без да бидеме загрозени. И сметавме дека е подобро да се чека. И во тоа чекање решивме да се вклучи и нашиот поранешен директор. За среќа тој прифати и почна и да ги истражува сознанијата од тоа што е внатре, од тоа што ние го собиравме. Значи, нас прво ни беше целта да собереме докази дека тоа илегално се прави. А потоа се фрапиравме од фактот дека они меѓу себе се контролираат и всушност во тие разговори што ги водат меѓу себе дека има сериозни докази за криминал. И како полицајци, да речеме, сите поранешни или сегашни полицајци кои што професионалниот, да кажеме, инстинкт ни кажуваше дека тоа мора да се истражи и да се документира, да се направат досиеа и да се чека моментот кога тоа еден ден ќе се употреби на суд. Значи, нас уште во стартот ни беше целта ова да оди на суд. А се надевавме дека ќе дојдат некои подобри времиња, дека ќе се смени нешто, дека ќе дојдат луѓе кои што ќе можат професионално да ги обработат тие, да кажеме, досиеа кои што ние ги спремавме. Вечера спомнавте нешто скандалозно во таа смисла кога сте го пријавиле во таа смисла прислушувањето во Македонија. Вие практично сте биле сослушувани во таа смисла и од еден обвинител кој што се наоѓал во МВР, ако во добро вера. Не, значи вака, јас побарав да дојдам во МВР да расчистиме каков е мојот однос со Верушевски. И мислам дека тие што го организираа мојот разговор се надеваа дека јас ќе негирам дека воопшто имам некаква врска со Верушевски. И ги шокиравте кога рековте дека тоа беше толку страшно како беше тој обвинет, што они беа сигурни дека јас ќе речам не го познавам, не знам. Значи јас не можев да го сторам тоа. Човекот беше таму заради мене, да не му кажев јас што се случува, тој немаше да дојде во таа ситуација. Значи јас не можев како човек да го оставам да биде обвинет за нешто што е ствари заедно сме го правеле, а јас да не бидам тука до него. За жал мораше да биде откриено дека и Звонко е инволвиран. Звонко си го потврди истото што го кажав јас и ние си ја зборувавме вистината. Што се случуваше со нас беше во рацете на тие што ја водеа истрагата. За жал, по мене истрагата не ја водеа обвинителите, се водеше на многу повисоко ниво. И кога имате таков, да речам, истражител кој што обвинител кој што мисли дека знае се, он смисли едно сценарио кое што беше толку провидно што падна веднаш во извештајот на Прибе. Значи за Звонко пресудата имаше цела страница во извештајот на Прибе. Се беше јасно објаснето. А истовремено додека они спремале приказна за жолти комбиња и дека Верушевски кој знае од кај ги добил тие материјали, беа принудени да признаат дека двајца луѓе вработени во пета управа се инволвирани во целиот случај и дека материјалите потекнуваат од пета управа. И потоа, како викате, и со жолто комбе и од пета управа, веќе испаѓате смешни и полека оваа приказна испадна буквално на Звонко
да кажеме, спогодбата и пресудата, го уништија целиот систем. Значи, Звонко е јунак што ги извади бомбите и јунак што влезе во канџите на системот и го уништи од внатре. Значи, ние немавме доказ дека обвинителството работи се што ќе му кажат. А убаво се гледа со таква небулозна спогодба и пресуда дека луѓето сами се закопаа. Како очекувате да биде одлуката на Врховниот суд? Тоа е заглавено повеќе од можеби година дена, ако не се лажам. Па не, заглавено е месец и пол откако се одржа јавната седница и ги собраа сите неопходни елементи само за да ја напишат одлуката. Која е причината што таа одлука не се пишува, не знам. За мене Звонко е слободен човек, тешко живее, не е пријатно да се движиш по улици и да не знаеш кој ќе ти приде. Знам дека му чукале по врата секакви типови и дека го малтретирале. Како преживеа и он и неговото семејство, нека му е алал. Многу ми е криво, едва и чекам да го видам како слободен човек и слободно да се дружиме, да си разговараме, да едноставно ја завршиме заедно оваа тажна, да речам, етапа од нашиот живот, но искрено се надевам дека од сега натаму свиркачите ќе добијат многу подобар третман од државата и дека ќе бидат охрабрени и на некој начин мотивирани да пријавуваат што може повеќе. Затоа што свиркачите се тие кои што ја контролираат апсолутната власт. Ние бевме многу близко до диктатура. Значи, може би и бевме, ама тоа што се спремаше да стане беше апсолутизам тежок. И не смееме да дозволиме никогаш повеќе да се повтори.